И на самиот почеток сакам да ви најавам една фер, коректна и мирна кампања, затоа што нашите сограѓани го заслужуваат ова. Исто така сакам да истакнам да одредени поединци да не се злоупотребува трагедијата во Кочани и болката низ која поминуваат родителите на починатите и повредените деца, не сме нити да се користи, нити да се дозволи да се користи за политички цели. Ние како општество треба да бидеме обединети и да ја дадеме подршка за полесно да ги надминат овие тешки моменти. Надпреварот во оваа кампања и во оваа политичка битка нека биде во идеи и проекти кои што ќе донесат подобро утре за секој граѓанин на општина Кочани. Како носител на листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата, сакам да ви соопштам дека нашата листа од луѓето кои што се позади мене е составена од честни, скромни и достоинствени луѓе, наши сограѓани, кои нема да бидат функционери, напротив, ќе бидат слуги на народот и вистинскиот глас на секој граѓанин во општина Кочани. Иако е прв ден од кампањата, како човек кој потекнува од спортско семејство и цел живот е активен во спортот, сакам веднаш да им се обратам на моите сограѓани со директна реформа во спортот преку локалната самоуправа. Мнозинството на ВМРО-ДПМН и коалицијата во Советот на општина Кочани ќе значи спорт за секое дете во општина Кочани. Спортските клубови и спортските работници ќе добијат директна помош преку донасање одлука преку Советот на општина Кочани за ослободување и плаќање за изнемување на спортските сали, термините за тренизи и надпревари. Одржувањето и сервисирањето на спортските сали ќе биде обврска на општина Кочани преку буџет кој што ќе го освои Советот на општина Кочани. Што значи ова? Секој клуб ќе добие бесплатен термин, со што ќе се намалат чланарините во сите спортски клубови. Децата од семејството со самохрани родители и корисници на социјална помош ќе бидат целосно ослободени од плаќање на чланарини. Така спортот нема да биде привилегија само на оние кои имаат, туку можност и право на сите. Секој дете ќе може да спортува и да расте во здрава личност во салите на Кочанските ангели 16.3.2025, Сашко Лазаров Чапо, училишните сали во Сол Гошев Векитиев, Малина Попиванова, Крсте Петков Месирков, салата за гимнастика, ќе бидат сали втори домови за нашите дечиња, додека ние како општина ќе добиеме таленти кои ќе добијат амбасадори на нашата општина. Како носител на листата и советничката група во текот на кампањата ќе представиме уште неколку други директни проекти во корист на сите граѓани на општина Кочани. Почитувани сограѓани, за крај, ова е вашиот вистински избор. Заокружите го бројот 9 и за градоначелник и за совет на општина Кочани. Ви благодарам.